Ситуацијата во Прилеп е крајно загрижувачка и алармантна. Прилеп е втор град во Македонија според бројот на активни случаи, ново заразени, хоспитализирани и починати лица од COVID-19. Според епидемиолозите, ваквата состојба се должи пред се на британскиот сој на вирусот кој што е многу позаразлив, но и на тоа што голем дел од граѓаните ги кријат контактите. Но исто така, фрапантно е и тоа што дел од нив, иако се позитивни, несовесно излегуваат и шетаат слободно низ градот. За тие што се позитивни на COVID-19, освен во болнички услови, ако се или ако примаат терапија, дневна болница користат, да не кореспондираат со граѓаните, да не шетаат по улица. Дури имаме такви информации дека одат по аптеки, по лаборатории, за да проверат некои резултати. Мислам дека мора да се почитуваат овие правила, тоа е основа за да не се зголемува бројот на новозаболени. Само минатата недела во Прилеп имало 407 нови случаи на COVID-19, а починале 20 граѓани. Во моментот во градот се активни 1030 случаи. Токму поради овие застрашувачки бројки, општина Прилеп постанува на ставот владата само за Прилеп да донесе мерка полицискиот час да започнува во 19, а не во 22 часот. Според градоначалникот, Прилеп ќе биде можеби првиот град во Македонија кој што ќе стекне забрзо колективен имунитет. Се претпоставува дека бројката од околу 7000 колку што се сега позитивни, таа е неколку пати поголема и ние први ќе бидеме меѓу првите градови кои што ќе имаме колективен имунитет на COVID-19. За кога се очекува тоа да биде? Па мислам дека до крајот на летото би имале висок процент на заболени и заразени граѓани кои што се излекувани, кои што го поминале COVID-19. Во Прилеп хоспитализирани се 112 граѓани, од кои 87 се на кислородна поддршка. Слободни има уште 18 кревети. Неделава треба да се пушти и модуларната болница која што ќе има капацитет за околу 35 пациенти.